Од почетокот на 2021 година до крајот на 2024 година, цените се зголемиле за 35%, додека храната поскапела за 46,8%, покажуваат анализите на Институтот за економски истражувања и политики, Finance Think. За неколку дена владините мерки опфатени со новогодишната кошница завршуваат, пошто стартува нов ценовен удар. Од тука, Институтот препорачува: потребна е доследна примена на Законот за нефер трговски практики, за јакнување на капацитетот и алатките на Комисијата за заштита на конкуренцијата, ремонт на системот на земјоделски субвенции за поголемо домашно производство и таргетирана буџетска подршка на најранливите сегменти од населението. Стои во препораката. Анализите на Институтот покажуваат дека мерките за ограничување на цените на храната ја смируваат инфлацијата, само привремено, бидејќи што мерката престане да важи, цените повторно се зголемуваат. Ова граѓаните ги става во фрустрирачка состојба, бидејќи борбата со цените е предолга, тешка и за нив секогаш изгубена. Најновите статистички податоци покажуваат дека трошоците за живот и понатаму растат. Цените на производите речиси секојдневно се менуваат, а најгорниот тренд го следи инфлацијата. Трошоците на животот во 2024 година во однос на лани се зголемиле за 3,5%, а цените на мало имаат порост од 3,8%. Стои во извештајот на Државниот завод за статистика. Премиерот Христијан Мицковски пак деновиве изрази уверување дека 2024 година ќе ја завршиме со 3,5% инфлација, а годинава треба да биде добра на економски план.